Почитуван директор, почитуван заменик директор, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани колеги воздухопловци, дами и господа. Должноста на една генерација е да тежне со стекнатото знаење и искуство да ги надмине своите претходници, но истовремено стекнатото да го предаде како непроценливо наследство на следната генерација после неа. Чинам дека токму вака може да се сублимира севкупната историја на популарно наречената хеликоптерска единица на нејзиното екзистирање во полицискиот систем на македонското МВР. Затоа, дозволете ми уште на самиот почеток, како човек кој во актуелниот момент ја има честа и должноста да биде начелник на оваа организацијска единица, да изразам огромна почит и благодарност кон сите наши поранешни колеги, чии што макотрпен труд, знаење, самопрегор и жртва се втемелени во низиниот раст и развој во склоп на македонската полиција. Нивните амбиции од далечната 1969 година, на почетокот можеби скромни, но потоа, со тек на годините во континуитет согласно развој на воздухопловството, професионално, организацијски и структурно надградувани, резултираат денес во постоење на одел за воздухопловни единици со 5 воздухоплови, составен од хеликоптерска единица за полициски намени и хеликоптерска единица за посебни намени. Во рамки на тој историски богат пат, втемелени се основни принципи врз кои што денес екзистира оделот, и тоа постојана континуирана обука на човечки ресурси, постојана техничка наобразба и техничко материјално одржување, модернизација на опрема и средства, оперативно функционално етаблирање на единицата во севкупниот полициски систем на работење. При тоа, со поддршка на менеджментот на Министерството, а во контекст на генерални стратешки насоки за развој и реформа на македонската полиција, единицата ги ползува и механизмите за меѓуинституционална и меѓународна полициска соработка, со што се отвараат нови перспективи за наш понатамошен, подинамичен и секако позитивен организацијски развој, ускладен со нови трендови и потреби во делот на полициско функционирање, но и во делот на хуманитарно-спасувачки задачи. Како што впрочем е познато, во ова наша полициска единица веќе активно учествува во справување со општествена закана пожарите во летниот период, а благодарение на заложбите на Министерството за техничко способување на единиците и за вакви специфични задачи и мисии. Благодарение пак на возможната партнерска соработка со сродни полициски единици од Република Србија и Република Словенија, пред се со колегите од Сојузна Република Германија, интензивирани се можностите како за натамошна едукација, така и за техничка и друга размена, а со примерен фокус на ефикасно и квалитетно исполнување на зададените задачи. Секако јавноста го знае и фактот дека нашата единица неодамна во соработка со Македонското Министерство за здравство воспостави така наречен медицински транспорт на лица, активност која што има хуманитарен и ургентен карактер. Дополнително, ние склучивме и меморандум за соработка со Агенција за цивилно воздухопловство за меѓусебна поддршка секој во својата област на делување. Особено би ја истакнал и одличната соработка со воздухопловниот винг на армијата преку взаемна поддршка во одржувањето на хеликоптерите. Следејќи ги во чекор сите современи аспекти и искуства во функционирањето на воздухопловните полициски единици, ние сме насочени кон одржување и имплементирање на сите такви тенденции согласно сопствените потреби и капацитети. Во тој контекст, како илустрација, ќе го спомнам реализираниот проект за изработка на софтвер за дигитализација на воздухопловни технички операции, финансиран од Меѓународна организација за миграција. Во тој смисол, дозволете ми да истакнам дека нашите идни проекции и планови се насочени кон зачувување и унапредување на воздухопловниот персонал, потоа унапредување на професионалните капацитети на вработени во соработка со воздухопловни школски центри
во интензивирање на соработка со сродни полициски единици, како и во модернизирање на сопствената флота на воздухоплови. Со оглед на искажаната спремност на раководството на Министерството, верувам дека тие цели не се недостижни, напротив, и тоа како се реални и остварливи. И на крајот, изразувајќи благодарност во свое име и во име на моите колеги за искрените честитки по повод 55 години постоење на ова наша организацијска единица, би сакал да порачам дека ние остануваме целосно посветени на натамошниот развој на одделот за воздухопловни единици, подготвени да се соочиме со секакви предизвици и работни задачи што ќе бидат поставени пред нас. Благодарам. Ви благодариме